3 јуни 2025 година, вторник, почитувани гледачи, добро дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали и актуелности со кои го одбележавме и денешниот ден. Следете не. Состојбата на физичкиот фитнес, нутритивниот статус и статусот на стапалата кај децата и младите од општина Кавадарци е проект кој општина Кавадарци го реализира во соработка со Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, Факултетот за физичко образование, спорт и здравје и деканот Владко Неделковски. Истиот се реализираше во сите основни училишта и беа вклучени 1460 ученици од 2 до 5 оделение. Податоците од мерењата ќе бидат достапни за родителите на децата и секако во електронска форма. Денеска со деканот за физичко образование, спорт и здравје и со неговиот тим, кој што изминатиот период, тоа што беше најавено, вршивме систематска проверка на сите наши дечиња од 2 до 5 оделение, кои се офатија негде околу 1200-300 дечиња, и комплетен скрининг направен на дечињата од делот на нивната моторика, од нивата гојазност, од нивната скелетна стабилност и сите други работи кои што може да ги проверат стручно. Премидарниот извештај е завршен. Јас можам да најавам да кажам дека извештаите ќе ги добијат сите родители, заедно со свидетелствата на самите дечиња кога ќе бидат доделувани од нивните оделенски наставници и договорено е заедно со деканот и со неговиот тим, заедно со нашиот тим од секторот за образование и нашите директори и другите чинители во образованието, некаде од 15 до 20 август, пред почеток на наредната учебна сезона, да генерално се дадат сите податоци од сумирано од сето она кои што они здравствено го видеа во нивниот извештај за нашите деца и каде се наоѓаме и на македонско ниво, меѓутоа и на европско ниво во делот на здравјето на децата и нивниот понатамошен раст и развој, меѓутоа и економскиот бенефит во делот на понатамошното здравје за децата, со тоа што економскиот дел значи и навремено откривање детекција на некакви прелиминарни хронични наследни работи или хронични поместувања во делот на самите деца. Од ова ние како општина се земавме во врска да изготвиме и плюс програма покрај редовната програма која што е на Министерството за наука и за образование. Ќе изготвиме програма за тоа што општина Кавадарци веќе добива повеќе сегменти на објекти кои што може да се користат по физичко образование. Тоа ќе бидат користење на затворениот базен, користење на скијачкиот центар Михајлово, градбата на новата гимнастичка сала, куглана, градењето на картинг центарот и се што е она друго што можеме и отворениот базен, пливачки школи, да го вметнеме во програма во делот на дополнителни часови, меѓутоа и во самата програма по физичко образование. Тоа ќе биде наша обврска да направиме, да го помениме на совет, да го ставиме и да едноставно бидат задолжени сите училишта на таа програма и овозможат на нашите деца да добијат дополнително образование и дополнителни вештини во делот на спортот. Мислам дека сме меѓу ретките општини кои што веќе си приуштаме да во секој поглед нашите деца и нашите сограѓани добиваат се она што е достапно на денешницата, како што ги споменав, и скијањето, и пливањето, и затворениот базен, и кугланата, и картингот. Сето тоа спаѓа во еден спорт, каде што би ги тргнале децата од секојдневието и би ги тргнале од она, би го рекол, чудо на 21. век, од електрониката, од телефоните и од сето друго кое што само носи негативни моменти. Како програма сме должни до 20 август да ја презентираме. Во тој период ќе направиме една панел дискусија заедно со вас медиумите, со сите директори, со училишните одбори од училиштата, заедно со тимот начело со деканот,
каде што ќе ги кажеме сите придобивки и се она што можеме да го возможиме како општина, а верувате дека сето ова е само едно залагање наше кое што од страна на нашето залагање и залагање на факултетот дава еден голем придонес за развојот на нашите дечиња, а материјалното кое што го трошиме како средства е занемарливо по однос на она што го добиваме во идните генерации и сегашните генерации. Така за сите тие анализи после 20 август ќе имаме комплетна презентација. Имавме денеска интересна и содржајна средба како и секогаш со градоначалникот и со службите во општината. Првата и втората фаза од овој голем проект со општина Кавадарци завршија, тоа значи теренските мерења, обработката на податоци и генерално сумираните резултати. Се договоривме за динамиката, како што каже градоначалникот. Главна поента на сето ова е најпрвен да стасаме поединечно за секое дете, до секој родител, кој што ќе добие конкретна слика за здравствениот и физичкиот статус на сопственото дете, а понатака и динамика како тоа ќе го пресликаме во наставните програми, содржини, работата на активите по физичко користењето на постоечката инфраструктура и она која што, како што каже градоначалникот, е во моментов во изградба. Навистина е за поздравување сето она што општина Кавадарци го прави. Продолжуваме понатака длабенски со анализата на резултатите, освен овие генерални резултати и индивидуално за секој дете. Посебно ќе иде обработка на податоците на ниво на возраст, генерација, пол, училиште и регионална распределба, така да ќе има точно слика било кое училиште, директор и секој родител за своето дете каде и што треба да коригира во иднина. Проектот ќе трае 4 години и многу битно е сите да сватат, а посебно тоа да ни дадат поддршка медиумите, дека ова е една комплексна работа и тимска работа во која што нема да успееме доколку не сме сите заедно, тргнувајќи од општината, службите, училиштата, директорите, активите по физичко и како главен чинител на крај или на почеток се родителите со своите деца. Мислам дека сме на добар пат и сигурен сум дека доколку сите овие препораки и планови и програми кои што ќе се имплементираат со самиот почеток на учебната година следна и во наредните 3-4 години, ќе имаме сериозни резултати и во подобрување самиот здравствен статус, а со тоа и бенефитите за самата општина ќе бидат многократни и финансиски и преку заштеда во здравствениот систем како превенција и како она што е продуктивност и развој на бизнис секторот локално во самата општина Кавадарци, која што е една од ретките која што има бруто производ многу блиску до просекот на Европската унија, а преку општината Кавадарци импактот на цела држава. Ова е нешто што треба да биде генерален проект на ниво на целата република и нешто што треба да биде поддржано од сите градоначалници, општини и Министерството за образование. Резултатите се генерално во рамките на просекот на она што е како држава. Ќе видиме како тоа е распределено по региони, меѓутоа тоа во моментов не е најбитно. Битно е да имаме сликата каде сме и каде сакаме да стасаме за 3 до 4 години од сега, затоа што нели и најдолгиот пат почнува со првиот чекор, а сите тие чекори треба заедно да ги изодиме како тим. Здруженијето ЖТ од Кавадарци организираше надпревар за најдобра ракија и жестоки пијалоци од индивидуални производители од тиквешијата и странства. Ова е во организација на Здруженијето ЖТ. Не е прва, ова не е прво оценување. Јас сега не можам точно да ви кажам дали е трето, четврто, поред, каде што ние соработуваме со Здруженијето ЖТ и со нивното братско винотек. Во моментов, оваа година, јас мислам дека има над 220 мостри доставени за оценување, при што се работи за производители од земјата, а и пошироко и од регионот. Значи имаме од секаде, јас навистина во моментот не ги знам кои се, затоа што ние сите мостри што ги добиваме за оценување се шифрирани, дели, и не ги знаеме кои се и што се. Меѓутоа мислам дека има најмалку 220, можеби има и повеќе. Така да ќе работиме денеска и се надевам дека утре ќе завршиме. За да не доаѓаме трет ден. За сега можам да кажам дека имаме прилично добар квалитет на
сите мостри што ни се доставени, така да очекуваме до крајот да има и навистина прекрасни примероци. Нормално сите се борат да бидат шампиони, кои има најдобри и така натаму. Се гледа еден добар напредок. Сето ова помага, значи секои овакви оценувања помага за да производителите, бидејќи тука се работи за мали производители, како семејни дестилери или како индивидуални производители. И меѓутоа, со годините наназад, дејќи јас долго време го пратам ова, се гледа голем напредок во производството на овие јаки алкохолни пијалаци по однос на квалитетот. Не знам за количините моментално, не го работиме тоа во моментот, меѓутоа квалитетот на овие пијалаци е навистина рапидно се зголемува од година во година, што мене многу ме радува. Многу добро оди кампањата за развојот на овие вински патишта, така што ги викаме. Значи, особено во делот на тиквешијата, каде што се и најголемиот број регистрирани производители, мали производители, зборувам, како производители на вино и производители на јаки алкохолни пијалаци. Зголемувањето на квалитетот може само да придонесе да добијат се поголем број на потрошувачи. И нормално полека да ја регулираат и цената, како веќе ќе си оди тоа. Според најреално е дека тоа ќе оди според квалитетот. Бидејќи потрошувачите веќе се прилично, да речам, едуцирани во она што го бараат, така да не може баш се да помине. Она што е лошо нема да помине. За среќа, тука, ја можам да кажам и минатиот пат кога дегустиравме, и денеска, до овој момент, нели, не најдовме на примерок кој треба да се дисквалификува. Тоа значи да има нешто што има голема мана, што воопшто не е интересно или квалитетно за да се проба или да се напие човек. И тоа е она што навистина не радува. Се работи по оценувачка листа од максимални 100 позитивни поени, која е во склад со Интернационалната организација за лозе и вино, ОИВ. Тоа е светска организација која предлага, нели, по кои критериуми се оценува и ние оценуваме по тие критериуми. Бидејќи до минатиот пат работевме со една друга скала од максимални 20 поени, која исто така може да се користи, меѓутоа ова дава многу попрецизни резултати. Така да ние пишуваме, да речеме, и забелешки, генерално сме усмерени таму каде што има некој одреден проблем, да го лоцираме, да го пишеме во забелешките, во ливчињата, каде што оценуваме, за да може на производителите, бидејќи се работи за мали производители, да им се укаже доколку имаат некој проблем. За сега не најдовме лошо, така да напишавме некои забелешки кои се позитивни, меѓутоа сега веќе тука нели се работи за финеси, сите стануваме малку пософистицирани, бараме се да биде нешто малку подобро и се оди во нагорна линија. Тоа е многу позитивно, наистина ме радува. Со години веќе го работиме ова и од година на година имаме секогаш подобар квалитет. Нормално, како секој организатор, очекуваме најдобри резултати, затоа што бројот на мостри е задоволителен, околу 250. Ќе трае 3 дена, со тоа што нели си има редослед на оценување, првено лозови раки, па потоа јаболкови, па и на крајот се оди дуња, па мастики, затоа што нели таков е протоколот. Па задоволен сум за тоа што има 40 мостри од Словенија, има доста околу 30 од Босна, околу 80 има од Бугарија, Србија и другите наши земји.
Добро. Мислам соседни земји. Така, а од кавадарци од Теквешијата имаме ли пријавени? Па да, имаме доста пријавени. Имаме некаде околу 40 мости од кавадарци, така да задоволително е. Значи не е поента ново оценување, органолептички или сензорно оценување, како се вика, да се соберат многу мостри. Не е ни целта да се соберат малку. Значи, сите дома викаме, мојата ракија е најубава. Дојдете, проверете и гордеете се. Значи, тие сертификат што го дава ова професионална комисија не е малку. Значи, треба сепак да имаш комисија која што има европски сертификат, каде што одат и на други оценувања. Значи, најубавото оценување кога ги праќаш на надпревари, дали во нашата земја или настано. Ова ни е нас трети пат, иначе 11 пат од како ние ги оценуваме ракиите, ама порано бевме во затворен круг само во Република Македонија, а сега сме интернационални. Значи имаме од Полска, имаме од Словенија, имаме од Маđarска, имаме од Србија, Хрватска, имаме од Бугарија, имаме од Босна и Херцеговина. Така да цела околина ни е скоро прифаната, што викаме ваа Јадранска трансзала или Балканот тука некаде. Така да сепак во лозови раки ние предначиме тука сме квалитетни, мада имат и они понекои добри, а за овошните раки заостануваме. Имаме добри, ама заостануваме затоа што сепак тоа е нивно поднебје, нивен начин на изработка. Јавното предпријатие Комуналец Кавадарци ги информира граѓаните дека почнувајќи од 9.6.2025 година понеделник, одделението за износ на смет ќе почне со летното исфрлање на сметот од 6 часот наутро, наместо досегашното од 7 часот. Се молат граѓаните кои сметот го исфрлаат во канти, истите да ги изнесуваат 1 час порано од досегашната практика, се наведува во соопштението од Комуналец. Започна поплочувањето на улици од 700 метри квадратни во село Мајден, како дел од заедничкиот договор за поплочување на повеќе села, информираа денеска од локалната самоуправа Кавадарци. Денеска пресконференција одржа премиерот Христијан Мицкоски. Денес со одговорност објавуваме, според прелиминарните податоци на Државниот завод за статистика, во првиот квартал на 2025 година, реалниот раст на бруто домашниот производ, откако е избрана оваа влада, трет квартал поред е 3 или повеќе проценти, а прилагодениот, согласно сезонските и календарските податоци, е 3,2%, тоа е бројката која што ја објавува Евростат. Со тоа практично, врз основа на досега објавените параметри кои што ги објавил Евростат, македонската економија е рангирана на 4-то место, веднаш позади Ирска, Данска и Полска. Тоа е многу значајно и ова не е случајност. Ова е резултат на храброст, визија и многу работа. Ова е доказ дека кога државата се води на исправен начин, но и со знаење, со план и со трпение, резултатите мора да дојдат. Знаевме дека не смееме да губиме време, го затворивме поглавието на стагнација, несигурност и манипулација. Отворивме ново поглавје на економски раст, на вреднување на трудот, на поддршка на приватниот сектор, на фер конкуренција. Почитувани присутни, овој раст е многу сериозен сигнал дека реформите даваат резултати, имајќи предвид дека станува збор за првиот квартал од годината, кој што секогаш е најслаб, би рекол, и најпредизвикувачки. Сепак, доколку сакаме до 2030-та да бидеме уште поисоко на европската економска скала, мораме да го одржуваме просекот кој што ќе биде поголем од 4%. Се разбира, тоа не зависи само од нашите внатрешни параметри, тоа многу зависи и од екстерните фактори. Имајќи предвид дека просекот во рамките на Европската Унија е 1,4%, тогаш можеме да кажеме дека ние сме 2,5 пати над тој просек, а во еврозоната е 1,2%. Еве неколку податоци кои што можеби ќе бидат интересни. Да речеме, Белгија е 1,1, Германија е 0, Естонија е 0,1, Франција 0,6, Италија е 0,7, Латвија е минус 0,3,
Унгарија е минус 0,4%, Австрија е минус 0,7%, Романија е 0,5%, Словенија е минус 0,8%, Словачка е 1%, Финска е 0,8%, соседна Србија првиот квартал е 2% и така натаму, и така натаму. Целта беше на оваа влада да ги решиме дупките во продуктивност и вработувањето. Но она што е важно, дека покажавме дека државата конечно функционира. И тоа го гледаме денес. Во странските инвестиции што растат, во индустриското производство што се стабилизира и веќе, би рекол, втор квартал поред е позитивно, во новите инвестиции што се реализираат од Гевгелија до Куманово, од Кичево до Штип, од Делчево до Дебар. Овој раст не е само бројка, тоа се нови фабрики, нови машини, нови договори, нови плати, нова надеж. Тоа се семејства што ќе имаат повеќе сигурност, тоа се млади луѓе што гледаат причина да останат и да се борат тука во својата земја. Знаеме дека економијата не е ништо без луѓето. Затоа ја градиме економијата со луѓето, со трудолюбиви работници, со креативни млади, со стручни инженери, со земјоделци што секој ден се борат со временски услови, а не се предаваат, со жени предприемачи, со IT иноватори, со честни представници на приватниот сектор. Оваа бројка е токму за нив, но ова е само првиот важен чекор. Ова можеме да кажеме дека ете во првата година конечно економијата се стабилизира во рамките на 3 и плюс 3%, нешто што порано беше невозможна мисија повеќе од 7 години. Но тука не застануваме, следува повеќе, да бидеме реални, пред нас има уште многу предизвици, имаме систем што беше подкопуван со години, имаме институции кои мора да се вратат на граѓаните, имаме генерации млади што чекаат шанса. Но денешниот раст е јасен сигнал. Одиме напред со посветеност, со храброст, со јасна визија. Ке продолжиме да го враќаме достоинството во секоја професија. Ке продолжиме со враќање на довербата во домашната економија. Ке продолжиме да инвестираме во инфраструктурата, во нови индустријски зони, во енергетиката и иновациите. Ветивме дека Македонија ќе направиме земја на можности. И овој резултат покажува дека почнавме да го исполнуваме ветувањето. Сето тоа ни помага да бидеме подобри. Оваа влада нема да престане да работи. Оваа влада нема да отстапи пред притисоци. Ова е успех за државата. Ова е само почеток. И денеска СДСМ одржа пресконференција насловена Вистината за Кочани, зошто Мицкоски ја штити Кристина Јованова, инспекторка за економски криминал, праша од СДСМ. Зошто Христијан Мицковски го плаши вистината за трагедијата во Кочани? Дали најголемиот страф на власта е дека ако се соочат со правдата виновниците и актуелните функционери на ВМРО-ДПМН, истрагата ќе стигне до нависоките структури во власта на чело со премиерот? Зошто после речиси 3 месеци нема ниту еден актуелен функционер обвинет за најголемата трагедија во независна Македонија, во која 62 деца го загубија својот живот, а повеќе од 200 беа повредени? Дали Христијан Мицковски ја штити главната инспекторка за економски криминал во ОВР Кочани, Кристина Јованова, која морала да знае дека во дискотеката Пулс се случува економски криминал? Дали се работи за уште еден партиски кадар кој носел и дома, а носел и во партија? Како е можно двајца полицајци кои минатата година ја казниле дискотеката поради нарушувања на јавен ред и мир, пишувајќи казна на неактивната фирма ДПТУ Класик ДМДО на газда Деко, да бидат дел од истрагата за Кочани, а главната и одговорна, која била должна да провери која фирма сега раководи со деловниот објект, да биде поштедена? Зошто Јованова не проверила дали фирмата која била казнета има никаква економска активност? И ако проверила, зошто тогаш соодветно не ја казнила компанијата МММ Кафе Доел Кочани, која стопонисувала во дискотеката Пулс кобната вечер? Дали Јованова земала можеби дел од колачот на газда Деко? Како Јованова дозволила и натаму да работи МММ Кафе Доел Кочани, имајќи го во предвид фактот дека објектот
само неколку месеци пред тоа бил казнет од страна на УЈП за неиздавање на фискални сметки. Како е можно Јованова и раководството на МВР да дозволат со дискотека Пулс, која има илјадници посетители секоја недела, да стопанисува фирма со блокирана сметка, која не може да обавува никаква економска активност? Ако фирмата има блокирана сметка, тоа значи дека ги плаќала кондобавувачите, вработените и сите останати обврски нелегално со црни пари во кеш. Кочани, почитувани, не е милионски град, па Јованова или било кој во МВР да не може да открие дека единствената дискотека во градот работи на црно, пере пари и го штетува буџетот на државата. Доколку МВР и сите надлежни институции навреме го детектирале криминалот во дискотеката Пулс, немаше да загубиме ниту еден млад живот. Го повикуваме обвинителството да спроведе независна истрага и да се отслободи од стегите на власта. Доколку имаат притисоци, закани или уцени можеби од премиерот Христијан Мицковски или било кој државен функционер, нека излезат јавно и нека споделат со јавноста. Народот, веруете, ќе биде на ваша страна и ќе ве заштити. Се додека нема правда за жртвите на пожарот во Пулс, СДСМ нема да запре со вистината за Кочани. Лично Венко Филипче го правел тендерот од модуларната болница за Тетово, обвинија на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМНЕ. Венко Филипче лично ја направил спецификацијата за изградба на модуларната болница во Тетово, која поради лошите материјали кои биле вградени, а планирани од Филипче, изгоре како кутивче кибрид, а со себе однесе и 14 животи. Лично Венко Филипче дал готова спецификација во одделот на Министерството за здравство задолжено за спроведување на набавката, велат нашите извори. Одговорното лице од Министерството за здравство, кое се подпишало на спецификацијата дадена од Филипче лично, во исказ пред ОЈО изјавува, цитирам: "Сакам да појаснам дека не сум ја изготвила техничката спецификација, туку само сум ја проследила по налог на министерот Филипче до Министерот за труд и социјална политика." Ова е исказ на лицето кое Венко Филипче го има назначено за главен и одговорен архитект на сите модуларни, одговорно лице за техничката спецификација и председател на Комисијата за јавни набавки за 13 модуларни болници. Очигледно на Филипче не му требал архитект, туку потписник на неговите матни тендери. Венко Филипче е човекот кој е единствено и највисоко одговорен за смртта на 14 живи изгорени луѓе во Тетовската модуларна болница. Аферата провизии кои чинат животи тотално го демаскира Филипче. Почитувани, вистината за модуларната болница јавноста мора да ја дознае. Утре повторно во 12 часот на нова пресконференција нови скандали поврзани со случајот за модуларната болница и тоа како цела влада на СДС се впушта во криминал за спас на Филипче. Продолжуваме со спорт. МЗТ Скопје е старо новиот кошаркарски шампион. Дамјан Стојановски ја освои 10-та шампионска титула, а има и 10 куп титули. Синоќа МЗТ Скопје го декласираше ТФТ со 53-77 во четвртиот надпревар од плейоф серијата и со тоа ја продолжи својата доминација во најквалитетната македонска кошаркарска лига. Со третата победа во плейофот со ТФТ, МЗТ и официјално ја освои 12-та шампионска титула. Според очекувањата, ТФТ новаа средба настапи без најдобриот поединец, американецот Зек Браун, кој се повреди на третиот надпревар, што металците максимално го искористија и лесно стигнаа до нова шампионска титула. За тимот од Аеродром ова е 6-та титула во серија, или вкупно 12-та во нивната историја. Конкретно, од 2012 година наваму, МЗТ ги освои сите титули во првата кошаркарска лига, со исклучок на она во сезоната 2017-2018, кога најдобар беше Работнички.
Американецот Дион Едвин беше прогласен за најкорисен MVP играч во финалната серија. Капитенот пак на МЗТ Скопје Дамјан Стојановски испише историја и влезе во аналите на македонската кошарка откако постигна неверојатен учинок. Тој се закити со 10-та шампионска титула во мак баскетот, а воедно има и 10 трофеи во Купот на Македонија. Покрај дабл-дабл учинокот во првенството и купот, Дамјан 5 пати беше MVP на првата лига, уште 3 пати во купот, а има и 6 трофеи од македонскиот кошаркарски суперкуп. Ката тимот на Сансај Метал Апостолов е балкански вице-шампион за деца. Кавадаричките надежни каратисти немаа среќа, иако на стартот забележаа 3 победи против Црна Гора, Турција и Србија. Од 28 мај до 1 јуни годинава во Бар, Црна Гора, се одржа Балканско првенство за деца во карате, на кој учествуваа 13 држави со 1895 надпреварувачи. Нова надпреварување имаше представници од нашиот град кои постигнаа одличен резултат. Имено ката тимот на карате клубот Сансај Метал Апостолов од Кавадарци во состав Викторија Ѓорѓиева, Викторија Златковска и Марија Димитриева забележа 3 сигурни победи над ката тимовите на Црна Гора, Турција и Србија, но за жал во продолжение немаа среќа и на крај мораа да се задоволат со сребрениот медал. Девојчињата на ова надпреварување ги водеше младиот тренер Владанка Аврамова. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Сончево и топло со мала до умерена локална облачност попладне во планинските региони. Ќе има услови за краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Ќе дува слаб ветер од јужен правец, температура до 34 степени. Ова беа темите и настаните со кои го одбележавме и овој вторник. Веќе за утрешниот ден следете не повторно во 20 и 22 и 30 часот.